Здраво, Горда. Ама шо правиш? Еве, читам. Нешто гужва да не. Не. Шо ќе читаш? Само мене ме има повести. Да. Арно си му запукала нове. Кажи, ја намерно се... Он ќе се изживljava со мене. Сака ми да прави. Да. Треба да се знае кој е власт и тоа јас уште порадикално сакав. Да поднесат нашиве предлог за политичка одговорност на Тито Петковски, пошто нели ја злоупотребува комисијата, меѓутоа координаторката не дозволува. А за мене може, секоја будала може да поднесува. Сега пази апсурдна ситуација. Значи ќе има едно ова барањево од комисијата, тоа нели како и да се изгласа дискусија ќе има, значи еден ден ќе се збори за тоа и плюс интерпелација. Ама тоа е окей, нема проблем мене кога ме плюкаат. Абе, та тешка удача, треба да се гази секојаш кога можеме. Арно не запукавме минатиот пат на овакво. Ми е кеф на извршен што го изеде ке сега. Да. Ама не иде памет, пошто е климак. Не разбира, бе, да. Не разбира. Шуплива е тоа главата. Јас не можам да ми ја скратам хранава. Не смеам. Можеш да не купиш нови кондури оваа година, ако нешто ептен треба да издржиш, ама немаш да не... Ама и тоа не можам. Храна, вода... По тој основ имам веќе 2000 тужби за кондури, за кошули. 2000 тужби. Мене ба тоа ме нервира, ако ме тужи некој од од фирма, ја одма би го избркал од работа. 9000 тужби имам за разни работи. Ја нема ден трпам некој да ме тужи. Ама ме тужи, камо во мамето него. Овој Копилјов од кај мене, ти кажав у апелационен суд што аплицираше. И на тераз, значи, него повлекува кај мене барањето, игра на карта за да измена 30 дена, пошто автоматизам нели му следува решение од понеделник нема да иде на работа и ме изнервира, право ти кажам. Сакам таму да му го завршам животот. Да. Ала, шо правиш? Еве, со Елио сум. Ги дискутираме работите колку се убави. Уживате у бројките? Уживаме у дискусиите, у бројките, у вака состојбите. Од арно по арно? Да. Секој влагање незино повесели вести минути. Се некој нов се јавува што има проблеми. И кој што ќе заврши у затвор, ќе прави ова, ќе самоубиство, ќе сече вени. Ама ние стварно сите ќе завршиме во затвор, вака како што сме. Ја видов пораката твоја, што да кажам. Баш сега со Ели зборевме дека е објективно тешка состојба. Да ти кажам, ми се смачи виште. Не ми збори. И од избори, и од се, налет, знаеш како, мислам... Тркнахме. Ти кажам, Нокијска каква порака дојдеш, ми се смачи што ми идеше да му грабам телефона, ме скршам главата. Ја ти видам, мислам, не тера да направиме незаконско нешто, не ја, Миле и Владо треба да подпишат со тие кинезите и неќат луѓето да подпишат и браво се што неќат. И сега место со нив тоа да го расправа и они да го јават, јас сум месенџерот, мене ми се јавува ова зашто е вака, зашто е така не е подпишано. Му објаснувам зашто не е и му пишав по пораката и мислам дека се управо луѓето. И ми враќа порака јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник се дошле до заклучок дека е и не сме ми дрна таму некаде. Тој што вика дека е окей некако подпише. Да не сме управо, пази. Да. Начин ли е тоа со правителство и со работници. Да, ама и не само тоа, ако некој некомотно се чувствува, значи има нешто. Па се, да речем, забега на порака. Знака, човек што изгубил контакт со реалност. Не е во ред, не може да вреѓа така. Да, мислам на крајот. Ако не сум ја искусен правник, 6 години работам со проблематика, знам да просто... Што Ама треба да подпишат, знаеш, договор со кинеска компанија што ќе ги гради патиштава без тендер. Тоа треба луѓето да не може така. Да стаеле клаузула ќе стапи во сила од кога ќе помине на законот во собрание. А што не помине право? Па не ќе он се, затоа што нормалниот ред на работиве е прво да помине законот. Да. И тој договор, па после тоа... И тоа не е нешто... После тоа треба јас со банката вика, ми треба подпишан договор со фирмата, за да ти даде кредит.
Значи идеме у две фази на собрание. Он сака у една фаза, после ќе имало политичка овако. Ама нема друг начин. И кредит за дома да земеш, што е редот? Абе 700 милиони евра е проективе. Ама 700 милиони евра, кој ќе стави подпис без да помине закон на собрание? За дома да земаш кредит, па има процедура, не е 700 милиони евра. Кој член и во кој закон, знаеш што на нивото? Е тоа забрането. Бај стај ти подпис или помини го ти на влада. Ако не е. Да, моја. Вие како јаките правници, они Двајта, ја како искусен правник да ме кси. Да. И викам, бе, sa тебе сум... Додаваме нон-стоп толку многу трошоци и обврски, да не постои нормална земја у светов Америка, да бевме па немаше да издржи. Нема седница на влада, нема седница на економски совет, сега и тие комитетите ги креиравме. На секоја од тие седници доаѓаат креативни идеи што да се прави. Патеки околу ова, патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи, тоа треба да го разбереме дека е ненормално. Идиотска е состојба. Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Тоа правиме. Баш така правиме.